Мозочниот удар е една од најчестите причини за смрт во светот по болестите на срцето и карциномит. Со нив е засегната според статистиките околу 0,2% од целата популација, секако тука не е поштедена ниту Македонија. Земјава според анализите е во црвената зона на светските мерења на можност од мозочен удар, а загрижува и фактот што во Македонија и во светот мозочен удар добиваат и лица под 40 години. Докторите апелираат на здрав начин на живот, а ние заедно со нашиот соговорник доктор Иван Барбов зборуваме за симптоматологијата, за диагностиката, но и превенцијата и третманот во насока на подобра грижа и поддршка за пациентите. Добро утро, доктори, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Драго ми е што сум гостин во вашата емисија и да ги поздравам вашите гледачи. Разговорот го започнуваме, доктора, со една поразителна статистика која што вели дека секоја 40 секунда една лице доживува мозочен удар, секоја четврта минута некоја лице со мозочен удар завршува со фатален исход. Од оваа статистика не е поштедена ниту Македонија. Какви се домашните бројки и што е причината за овие? Македонија спаѓа во државите со среден ризик од мозочен удар. Инциденцията на мозочниот удар во Македонија е околу 200 до 400 лица на 100.000 жители, што значи дека годишно околу 5.000 луѓе добиваат мозочен удар. Тоа пресметано поделен со 365 дена, значи 14 мозочни удари дневно се случуваат во нашата држава. Да. Сега, тука и возраста во однос на ризичната група. Ние кажавме и во најавата, статистиките велат дека истата се менува. Ако некогаш беше случај за повозрастните лица, сега се повеќе млади, тоа го покажуваат и студиите, влегуваат и во категоријата ризични. На што се должи тоа стресот, брзото живење, на што можеме да препишеме? Мозочниот удар всушност е болест на постарата популација и тоа е ризик фактор кој не може да се менува. Фактот дека старосната граница се намалува постепено е фактички нездравиот начин на живење, односно нерегулирање на ризик факторите за мозочен удар, односно превенцијата. Превенцијата е секој пат најважна, бидејќи со добра превенција се смета дека дури 90% од мозочните удари можат да бидат превенирани. Главни ризик фактори за мозочните удари, меѓутоа и за сите цереброваскуларни, кардиоваскуларни болести се повеќе. Меѓутоа, најважни се пушењето цигари, покаченото ниво на холестерол во крвта, диабетот, понатаму покачениот крвен притисок, меѓутоа и телесната тежина, физичката активност е исто тука многу важна, се поголемиот процент на обезни и млади луѓе, секако е ризик фактор за ова граница да се постепено намалува. Ризик фактори кои што генерално доктора не уфаќаат сите. Не верувам сите, дека да. некој не се почувствува засегнат. Клучно и вие, вашите колеги, велите е раното препознавање и брзата реакција. Постојат ли симптоми кои што можеме да ги препознаеме? Нешто што укажува на мозочен удар за превентивно да делуваме? Мозочниот удар е болест која настанува многу нагло. Самиот назив англиски stroke, значи нешто што наеднаш се случува. Но наговестува ли нешто претходно? Значи, едно од наговестувањето се транзиторните исхемични атаки, кога пациентот има некои невролошки симптоми, како да кажеме искривување на устата, слабост во раката и ногата, меѓутоа тие симптоми се повлекуваат во рок од неколку часа. Ако пациентот искусил транзиторна исхемична атака, тоа е веќе предупредување дека нешто се случува со циркулацијата и во тој случај, нели, тоа е на транзиторната исхемична атака исто ургентна состојба, пациентот да се јави на лекар и да може да се регулираат ризик факторите. Во однос на секојдневното живење и функционирање, што можеме да направиме за да ги намалиме тие ризик фактори? Во одговорот на второто прашање кажавме, нели, на кои симптоми треба да обрнеме внимание, меѓутоа еве сега малку попластично да објасниме и да советуваме како да превенираме во однос на секојдневните работи кои што ги правиме во животот. Значи, ние мора да најдеме еден баланс помеѓу работата и помеѓу физичката активност и одморот, затоа што некако сите сме премногу работиме, животот е премногу стресен, стресот е исто така ризик фактор за порано манифестирање на мозочниот удар. Значи, треба да работиме на нашето здравје. Кога беше ковид пандемијата, знаеме каква беше ситуацијата и смртност во нашата земја, се заради тоа што населението има едно лошо општо здравје,
кој секако треба сите ние да работиме на тоа поактивно. И во контекст на брзата реакција, ја споминавте во некој од одговорите, времето поминато по мозочен удар е клучно за судбината на пациентот. Токму затоа особено е важно по преживеан еден мозочен удар да не се случи секундарен. Што е оно што треба да го знаат сите наши граѓани кои што во моментов не гледаат? Голем дел од оние кои што не гледаат се семејства на лица кои што имаат преживеан мозочен удар. Каква дисциплина на живот е потребна понатаму? Значи, први да кажеме дека мозочниот удар, рекове, многу акутна болест, се случува наеднаш во рок од неколку секунди или неколку минути. Пациентот, нели, ако добие крварење, веднаш може да изгуби свест, да добие епилептичен напад, доколку тромботичен мозочен удар, да има постепена развој на слабост на раката и ногата, и времето затоа се нели овие денови на борба против мозочните удари, да што побрзо се реагира и пациентот што побрзо се донесе во болница. Бидејќи ако пациентот се донесе во болница во првите 4 часа, има можност за интравенска тромболиза, една метода на лекување која мора да биде спроведена во првите 4 часа, додека механичката тромбектомија таа може да се изврши во првите 12 часа. Значи, времето од препознавање на симптомите до донесување на пациентот во болница е најзначајно, бидејќи ако се изгуби тоа време, понатаму овие многу успешни методи на лекување не може да се применат. Познато е дека мозочниот удар остава големи последици, остава инвалидност, парализи на раце, нозе, некој пат до тој степен да пациентите се врзани за кревет или може да се движат во инвалидски колички. Меѓутоа, велиме дека пациентот кој искусил мозочен удар има поголем ризик да добие втор мозочен удар. Тука е многу важна негата на пациентите, доколку пациентите се врзани за кревет или за инвалидска количка. Значи, исто така, активноста тие пациенти да не бидат оставени постојано во кревет, затоа и постојат и тие додатоци за туѓа нега и за мобилност, со цел пациентите да се движат, да излегуваат од дома, на свеж воздух, секако на сонце, тоа влијае на здравјето, меѓутоа и тие ризик фактори што довеле до мозочен удар, повторно ригорозно да се контролираат со цел да се спречи нов удар. И споменавте во еден од одговорите дека доколку ги поделиме пациентите кои што доаѓаат со мозочни удари на 365 дена во годината, ќе добиеме бројка од 14 граѓани со мозочен удар дневно. Што кажува тоа за нас како нација во контекст на превенцијата? Учиме ли, доктор, од грешките или овие бројки растат константно? Па некако ние сме нација што многу не учиме од грешките. Секако спомна, значи, ако се 14 дневно, 90 од нив може да се превенира. Значи, да имаме само 2 до 3 удари во текот на денот, бидејќи капацитетите на болниците на вистина се пополнуваат со пациенти со мозочни удари, додека за другите пациенти на вистина, посебно еве на клиниката за неврологија, заради таа преоптеретеност со лекување на мозочни удари, едноставно нема многу места за другите пациенти и тоа наметува потребата да се изгради еден посебна болница која би ги лекувала само овие заболувања.